Почитувани, добро вечер. Оваа неделна вечер ќе зборуваме за финансиската состојба во државата. Изминативе години бевме сведоци на тоа како не треба да се води држава. Односно, минатата власт на СДС и ДУИ, освен што ги интересираше нивниот джеп, не водеа грижа за економијата во државата. Матни тендери, високо ниво на криминал и корупција беа трите најголеми проблеми со кои што ние како држава се соочувавме изминативе години. Неисплатени плати, субвенции, задолжувања и камати. За малку можевме да прогласиме и банкрот како држава. За среќа, новата влада предводена од ВМРО ДПМН ја издигнува економијата во државата. Работиме на повисоки плати, помала инфлација и подобар животен стандард. Новиот буџет за 2025 година е развоен, ќе има изголемен раст на бруто домашниот производ и ќе има намален дефицит. Македонија се соочува со инвестициски бум кој ќе достигне 1 милијарда евра директни странски инвестиции. Во буџетот има пари за нови градинки, училишта, автопати и за зголемување на платите. Вечерва за економијата, буџетот, платите и многу други теми разговарам со министерката за финансии и подпредседател на ВМРО ДПМН Гордана Димитриевска Кочовска. Министерке, подпредседателке, добро дојдовте, добро вечер. Благодарам на поканата. Ви благодарам што имавте можност да дојдете. Знам дека сега крај на година, буџети, плати и едно друго. Јас да почнам лајт, што би се рекло младалашки. Која е Гордана Димитриевска Кочовска? Гордана Димитриевска Кочовска, пред се јас секој пат сакам да кажам дека е мајка на два сина, Теодор и Нико. И тоа е најверојатно на најголемото достигнување во мојот живот, затоа што сметам дека тоа е една од работите кои што ме прават најсрекна, да кажам. Сопруга на Гоце, економист, дипломиран на Економски факултет во Скопје, како еден од најдобри студенти на генерација. Исто магистрирано тука на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Професија повеќе да кажеме или поголем дел од мојот живот сум работела во област на финансии. Пред се најголемиот дел од искуството го стекнав во банкарскиот сектор. Потоа како директор за финансии во тогашно АД Елем, даночна политика, инвестиции, сега во последниве години, тоа е така последно, и област на сметководство, стандарди, генерално тоа. Во слободно време сакам многу да читам, тоа можам и тоа сите го знаат за мене, значи најверојатно и после емисијава ќе отидеме да купиме некоја книга со Кате шефот на кабинет. Која ви е омилена книга, вака што би ја препорачали и на нас младите, меѓутоа и на не мора да е економска. Една од книгите која што последно или сега ја читам во моментот е Чиракот на архитектот и станува збор за изградбата на Истанбул. Сега тоа е на некој начин малку историска книга и такви сакам доста книги да читам. Катедралата на морето, исто за катедралата во Барселона, многу убава книга еве како препорака. Сега зависи од жанрот кој што сака да чита. Така да генерално тоа е. И сега нешто последниве месеци не можам да се пофалам дека имам многу слободно време за слободни активности и спорт, ама еве доаѓа зима, денес веќе имав информација дека и скијачките центри почнале да работат. Сакам да скијам, поранешен репрезентативец сум во скијање и тоа е нешто што, да кажеме, исто така ме прави многу срекна, најверојатно многу адреналин додека се скија. И така се ослободувам во тој период и тие се едни од најбавите денови во годината за мене. Како е скијањето и економијата? Како се поврза тоа или некако се раздвои во текот на За економијата има една цела историја, што све не ми помина низ глава. Кога се одлучував пред се да се запишувам во средно, бидејќи не можам да се пофалам како еден од најпримерните ученици во основно училиште, во смисла на тоа бев поприлично темпераментна и немирна и така, знаев
и да се тепам и да ги тепам децата, особено од прво до четврто, потоа малку посмирено. Меѓутоа, најверојатно некаде во пубертетот настана најголемата промена кај мене и од ученик кој што секогаш бил одличен, но ете со некој таков поголем темперамент, настана една промена во која што можам да кажам дека веќе во 8 оделение бев добриот ученик во генерација, посветена на школото, и кога требаше да се запишам во средно, родителите нели дома, како и со секој дете што разговараат, праша што ќе се запишеш, и одговорот ми беше што е најтешко. Мајка ми е медицинско лице, татко ми е економист, меѓутоа што е најтешко? Гимназија во Тетово во тој период. Гимназијата беше поприлично строга и навистина на едно високо ниво, и во тој период може да се каже на ниво на најдобрите средни училишта во Македонија. И добра, ајде во гимназија што? Па сега што е пак тешко од смеровите во гимназија? Па природно-математичка, таму ќе одам. Значи не е лесно, туку тешко. Тешкото, цел живот е тоа, приказната тешкото, затоа што мојата филозофија, ако знаеме да се носиме со тешките работи во животот, со лесните нели нема да има никаков проблем. Потоа веќе за на факултет, што не ми помина низ глава, сакав да студирам молекуларна биологија, мајка ми, ајде сега каква е таа филозофија, што е сега. Тоа знаете како секој родител што му се меша на детето. Па во еден период викав многу сакам психологија. И мајка ми вика во ред, добро, нема проблем, ќе ја викнеме докторката со која што во тој период работеше, малце да ти објасни што значи тоа, од аспект нели психијатрија, па со специјализација, и тоа ми беше така желба, па кога почна да ми објаснуваат што значело. Не. Пак ќе кажам во тој период, денес тие работи се сосем поразлични, и ме разубеди не. После направен сакам да одам. Татко ми повторно еден колега, вика ти што мислиш тоа правниот факултет, жалба, тужба и нешто и тоа не, добро што да студирам, ако не, татко ми вика економија, в принцип си многу математички да кажеме добро подкована, принципиелна, логиката ти е во глава, и некако така се одлучив. Искрено сега веќе после толку време можам да кажам дека не би можела да се видам во некоја друга улога освен во оваа. И самете, значи родителите навистина ми мислеле добро и ме насочиле таму каде што требало да одам. Спомнавте за тешкото, тоа ли ве наведе да се вклучите и кон политиката? Не, што ве натера да се вклучите во политиката? Во политиката не е, на некој начин има малку доза на некои предизвики тоа тешкото. Цел живот функционирам на начин да се нешто направам и моите родители да кажат дали е добро или лошо, и некако да ги поставувам, работевам цело време на едно повисоко ниво и да успевам секоја препрека да ја надминувам. Татко ми не е активен во политика уште од почетоците на ВМРО, и уште и пред да се формира партијава, да речеме кога јас сум 83-та година родена, зборувам на 3, 4, 5 години, во кола кој ќе не возе, само патриотска музика се слушаше, и ја мислам некојаш викам, со брат ми се смееме, па си викаме леле веќе низ досадија песневе терор од нашево детство, пошто тоа беше, слушам кај шумат шумите и тоа слушаме, земја македонска, народа, мислам, така сме пораснати. И сега како нели ќерка поврзана со таткото, идол ми е. И секогаш беше така. И нормално сум го следела уште од многу мала, кај движеше он таму и јас, меѓутоа во оној период кога бев, да речеме, помлада, сепак Тетово, малку некој друго размислување, па сега ти женско, кај се плеткаш таму, зборувам за периодот, нели, на умаса, не мораш да бидеш активна и така натаму. Имав членска книшка, но некои посебни активности, освен со татко ми, секогаш кога требаше да се оди нели на терен, дали требало на гласачка кутија да се седи, тука активност максимална. Но 2013 година беше еден огромен конкурс од владата во тој период за многу работни позиции. Мислам дека беа 157 работни позиции. И се сеќавам јас, татко ми сева и ми вика, ај сега да видиме до кај ќе дотераш работава, еве стално викаш, се трудиш, квалитетна си, се во банка си супер, си работиш. Докажи се. Ај да видиме. А ја му викам во ред, ајде ќе го прифатам предизвиков, ама ти не се мешај, да видам јас сама до кај ќе ја дотерам. Ја дотерав до директор на финансии во Елем, и после тоа веќе кога дојде претседателот како директор, имавме одлична соработка.
ја препозна и тој енергијата во мене, ме повика тука, значи, како председател на Комисија за надзор на материјално и финансиско работење и така се дојде овој поактивниот ангажман. А пак ќе кажам, значи, определбата за ВМРО ДПМН никогаш не... Тоа, јас велам, со раѓање некако по генетика доаѓа. И сега и со моите два сина да разговарате, не знаат ништо друго, освен љубовта кон татковината. Тоа е нешто од дома што го имат. Така како си растени со своето обкружување што го имаш во домот, ети мене така ме учеле можеби на тој некој начин да си ја сакаш и државата, татковината, да правиш добро, да придонесеш едноставно да направиш едно подобро општество, особено ако имаш можност, ете сега и вие како и подпредседател на ВМРО, меѓутоа и како министер за финансии да доведете на свежин, односно тоа за што сте се бореле да направите едно поубаво место за живење во Македонија. Министер за финансии. Што значи тоа? Како е да се биде министер? Како изгледа еден ваш ден? Кога завршува, кога почнува или тоа почнува и трае, не завршува до крајот на мандатот? Не завршува до крајот на мандатот. Мислам дека една од најнеблагодарните функции во било која влада е да бидеш министер за финансии. И секој пат го зборувам тоа дека човек кој што работи со финансии, поготово нели поврзано со парите, затоа што вие може во финансии да работите и маркетинг, што е сосем поразлична работа. Меѓутоа кога работите во финансиите, тогаш вие сте сами против сите останати. Независно дали сте во било која приватна компанија, дали сте во јавно предпријатие или пак сте министер за финансии, затоа што легитимно е на спротивната страна секогаш да бараат пари, да недостасуваат пари, а обврската на луѓето во финансии да се снаоѓаат, да ја предвидуваат ликвидноста, плаќањата и така натаму. Сега дополнително оптеретување е тоа што од една страна на некој начин теретот на целата држава го носите, затоа што никој не прашува дали денес во буџетот имате пари, а треба да следат исплати, тоа треба вие сами да си го организирате, да го испланирате, да ја планирате дневната ликвидност. Не е секогаш исто, зависиме и од тоа колку приливи добиваме, како ќе одат одливите. И тоа е едно огромно оптеретување, дополнително нели на тоа сите оние секојдневни активности кои што се случуваат и можам слободно да кажам дека дефинитивно работата на министерот за финансии завршува во оној момент која или ќе си поднесе оставка или ќе го разрешат. А до тој момент и саботи, недели постојано се работи. Зошто е тоа така? Дури и некои денови, ако имате викенд слободен, можеби ќе прочитате некоја вест за некоја случка и веднаш ја поврзувате дали со некаков криминал, дали со даночна евазија, дали со нешто, повртите повторно телефони, па чекајте што било, како било. Значи, едноставно нема прекин во работењето на министерот за финансии. Сега, како започнува денот? Вообичаено, нели, наутро децава да се испратат на училиште, тие секој ден одат прва смена, целото училиште така има само прва смена. Се подготвувам за на работа, зависи кој ден како, најпрви ноца бајле да се завршат они одговарања на пораки, телефонски разговори и така натаму, потоа одам на работа и денот додека има за потпишување или има состаноци. Последниве денови од како помина и прераспределбата на буџетот и буџетот за 2025, можам да кажам сме порелаксирани, тоа значи во 6:30 да сме дома. А кога почнавме и саботи и недели, тоа беше од сабајле до 11:30 навечер. Колку е реално тешко да се состави еден буџет? Да објасниме на гледачите. Мислам, процедурите не мора да се објаснуваат, меѓутоа колку е тешко? Многу е тешко, затоа што не сите сме во... кажав, значи од една страна е министерот за финансии, на другата страна се сите останати министри. Секој министер доаѓа и кога ќе му кажете, ама нема доволно средства, не можеме вака, почнува, ама ти не знаеш, мене ова колку ми е битно, ова ако не го направам, готово, тоа ако не го направам. И сега вие сте постојано како пред испити, само се испитуваат да не направиме некоја грешка, да не направиме некоја штета. Во исто време знаете со колкави средства располагате. При тоа, на некој начин приоритетите треба вие да ги редите, затоа што секој доаѓа од своја позиција, а вие од другава страна треба да ги редите работите. Тука морам да кажам дека јас сега се зборувам за мене лично, имам огромна поддршка од председателот на владата Христијан Мицкоски и најверојатно доколку не би имала таа поддршка која што ја имам, никогаш не би се нафатила да ја работам оваа функција, затоа што ви кажав, многу е тешко, треба да носите одлуки
многу често дури се расправате со колегите, нормално не е тоа расправија некоја лично, туку станува збор за средства во рамки на буџетот. Многу често ќе кажете и работи кои што доколку седиме нели некаде на кафе никогаш не би ги искоментирале, но тоа имате одговорна задача, мора да ги зборувате, работите со факти, колку и некогаш да не ви се допаѓаат. Кога го начинавме буџетот, морам да прашам и сигурно и гледачите ги интересира тоа, што се предвидува со новиот буџет и дали ќе се зголемат и останатите плати на администрацијата или бидејќи мислам дека имаме предвидено да не е. Да, значи во рамки на новиот буџет предвидовме зголемување на платите, кажавме ние за здравство и за образование, имаше одредени зголемување на плати по колективни кои што веќе беа потпишани, има некои согласувања кои што треба да се направат во месец март, така да плати предвидени се покачувања на платите, но она што морам да го напоминам и сега да ја искористам нели приликата да го зборнам, дискусијата секој пат за платите ја гледам како краткорочно надминување на одреден проблем. Сите ние сакаме да имаме повисоки плати, да живееме подобро, но тоа мора да го направиме нели со посериозни реформи, посериозни зафати воопшто во целокупната економија, во сите институции, доколку сакаме да го подобриме животниот стандард на сите. Ние сега што правиме? Во овој момент се трудиме да ги избалансираме работите кои што беа комплетно уништени од претходната влада. Што значи тоа? Тоа значи дека имате институции во рамки на кои што имате многу високи плати и на иста позиција, било да е економист, правник, независно, во други институции, значи идентични можам да зборам позиции, со многу пониски плати. Тоа го направи претходната влада, ние се трудиме на некој начин тоа да го избалансираме. И еве уште една ситуација која што би сакала или една карактеристика за мене да ја кажам, а сите што ми се блиски, што ме знаат каква сум. Мене премногу ме нервираат неправдите. Значи, ако нешто најмногу ме нервира во животот, тоа се неправди. Сега, кога ќе видам дека доаѓаат, може да си две лица од една иста куќа буквално, кои што работат во различни институции, по професија исти се, дали правници, дали економисти, а со така различни плати, тоа навистина ми создава многу голема нервоза и давам се од себе да ги избалансираме работите колку што можеме, во насока на тоа овие неправди да ги надминеме. Ке треба време, затоа што системот е уништуван низ години. Неправдите што се случува во делот на платите не се направени во една година, во повеќе години и сега ќе ни треба време да ги избалансираме работите, но јас верувам дека ќе успееме. Само барам разбирање од вработените во јавна администрација и да веруваат дека навистина ќе ги избалансираме работите, само да се стрпиме сите, затоа што сите треба да гледаме дека сакаме да ја видиме Македонија за 4 години од денес уште поуспешна, економијата поуспешна, подобар животен стандард и така натаму, а тоа на краток рок можеби треба да значи поднесување на одредена жртва. Јас не се сомневам дека ќе најдете и начин и решение како да се справите со овие проблеми, но мора да се напомене дека ова што се случувало изминативе минимум 7 години. Тој хаос и во финанси и во сите други ресори е навистина на голема пречка и мислам дека и граѓаните се свесни дека од денес утре не може ништо да се среди. Треба период, меѓутоа доколку си има план и визија како што има владата на ВМРО-ДПМНЕ, мислам дека може да се решат долгорочните проблеми, како што видовме и во образованието и во здравството имаме покачување на плати, така да се надам дека во новиот буџет како што кажавте ќе има и други покачувања на платите. Јас би сакал секогаш гостите ги навлекувам на млади тема. Морам да издвојам нешто. Во изминативе месеци слушаме една многу добра мерка за младите, за електронските уреди, за бизнисите. Што точно значи тоа за подобрување на животот на младите и можеби за нивното образование и за нивниот бизнис да вложат во Македонија и да останат тука? Видете, во однос на мерката ние тоа го зборувавме уште и
пред да, уште кога ја спремавме програмата, но јас можам да кажам уште една или да додадам уште една друга работа. Тоа што го предвидовме во програмата, ние ќе го реализираме. Тоа што го каже и премиерот во однос нели на инвестициите во сопствени бизнеси, ќе го реализираме. Она што е многу важно, што треба исто така да го разгледаме во следниот период е тоа што можеме оваа мерка дополнително да ја зајакнеме, благодарение нели на Агенцијата за вработување, да кажеме информации кои што сега ги имам како министер за финансии, претходно ги нема. Во Агенцијата за вработување има една сопствена сметка на која што можам да кажам дека има солиден износ на финансиски средства преку која можеме навистина да реализираме позначајни проекти за младите и во периодот кој што следи, јас планирам тука малку да поразговарам подетално со министерот за економија во насока на тоа да дадеме уште поголеми можности на младите за електронските уреди. Знаете, станува збор нели за уреди кои што ќе се купуваат барем така беше осмислена мерката дека ќе се купуваат, точно ќе кажеме нели на кои места ќе се носат сметки, ќе се оправдуваат тие сметки до одреден износ, секако. Се трудиме на младите да им обезбедиме нели што е можно подобри услови за живот тука. Сигурно ќе има и во делот на даночните промени одредени промени за младите во насока на тоа да ги мотивираме и компаниите да ангажираат што е можно повеќе млади лица, но во исто време јас би сакала да испратам една порака до сите млади, да се фокусираат на својата надградба, на своето знаење. Не значи, многу често ми се случува да слушнам млади лица кои што ќе кажат, па не знам, не сакам да излезам од дома и да работам за минимална плата. Јас ги разбирам, но јас се враќам во периодот кога јас почнував да работам и точно работев исто така за минимална плата, меѓутоа во тој момент кога сте се уште со родителите, живеете дома, нели сепак делумно трошоците ви се покриени, има простор да вложувате значи во себе и да се надградувате. Плюс младите лица, посебно да речеме ние кои што се слободни, немаат се уште деца, немаат дополнително оптоварување и некоја грижа за која што нели би требало да поведат сметка, имаат простор да се надградуваат и затоа апелирам да се прифаќаат работни места и за минимална плата, затоа што како се надградуваат себе си 9-12 месеци, гледате, имаме недостиг на работна сила во државава и се повеќе ни треба квалификувана работна сила. Како поминува време, така притисокот нели природно на платите расте, кога ќе остручите некој, ќе си добие одредено ниво на знаење, никој работодавач нема да сака да го испушти. Затоа нека се прифаќаат понудите за работа за да има нели опции за надградување. Не можам да се согласам дека нема понуди за работа. Има понуди за работа, сега не е секогаш нели тоа и јас кога почнував да работам не бирав кај сакам да работам, што имаше во моментот слободно. Со тек на време ќе се надградуваат и ќе добиваат можност нели за подобри работни позиции. Би сакал да прашам како ја гледате Македонија за 10 години од денес? Тоа е многу тешко прашање, но мислам дека новата влада има еден пристап кој што не е од денес утре, како што овие претходно водеа политики, туку има еден пристап кој што сака да ги реши работите за 10 години унапред. И затоа гледам дека се води да не речам бавно, меѓутоа се размислува за секој чекор што ќе се направи. Дали ја гледате Македонија како стабилна економска држава, која што привлекува многу инвестиции, како што и начнав во почетокот, вие за 5 месеци власт како влада, скоро достигнавме 1 милиарда странски инвестиции и многу нови работни места. Тоа значи дека што ќе има прилив во државниот буџет и пари за државата, ќе има и нови работни места и можност за поголеми плати. Дали ќе имаме намалување на инфлацијата следниот период и дали ќе имаме, тој спрашав, дали ќе имаме повеќе инвестиции во следниот период? Ова е едно обемно прашање на кое што не знам, мислам дека можам со часови да зборувам. Видете, пред се би сакала за 10 години од денес да имаме навистина еден пристоен животен стандард. Кога зборувам за пристоен животен стандард, подразбирам да секој едно семејство не размислува кога ќе дојде летен период дали ќе отиде на одмор, дали може да си го дозволи тоа, туку
да може да се го дозволи да може да отиде на одмор, да не размислуваат дали ќе може да им купат оброк на децата додека се на училиште, да не размислуваат дали ќе може да ги испратат децата на дополнителни часови по некој јазик, по музичко, на спорт и така натаму. Значи тоа е една повозрасните пензионерите да можат да кажеме тие пензионерски денови да ги уживаат растеретени од грижи за своите деца, за своите внуци, па додавање нели на средства да им помогнат и така натаму. Едноставно да имаме по-смирено општество. Сега тоа за да го постигнеме, дали можеме да го постигнеме, воопшто не се сомневам. Да, можеме да го постигнеме. Дали треба многу да се ангажираме? Да, премногу треба да се ангажираме и да вложиме навистина многу енергија, еден чесен пристап и работа, за да можеме тоа да го оствариме. Сакам да ја видам Македонија за 10 години од сега, да ни е намален бројот на приматели на социјална помош. Сакам да ја видам Македонија за 10 години од сега држава во која што лицата со попреченост имаат максимална поддршка и имаат услови за нормален живот. Сакам да ја видам Македонија како држава во која што имаме дигитализација на едно прифатливо ниво, каде што компаниите нема да чекаат и да прават редици во управата за јавни приходи или да имаат проблеми на царина. Сакам да видам Македонија за 10 години од денес, каде што нема да зборуваме дека имаме фиктивни компании, злоупотреби на поврат на ДДВ, организиран криминал и така натаму. Во сите држави тоа постои, но не на ова ниво како што имаме денес. И секако да, сакам да ја видам Македонија за 10 години од сега, кај што било кој возач на автомобил ќе застане на црвено, нема да се расправаат меѓу себе, ќе се почитуваат и пешаците. Сакам да ја видам Македонија на вистина во едно друго светло, каде што ќе има почит помеѓу сите граѓани. Тоа би била мојата желба, затоа што мислам дека кога би ја видела во едно такво светло и кога граѓаните не би биле оптоварени со немаштијата, мислам дека многу повеќе ќе бидат релаксирани, никој нема да се расправа со национални прашања и теми од таков тип, туку едноставно ќе си бидат среќни во своите семејства, за викенд ќе можат да отидат некаде на планина, да прошетат. Сакам така да ја видам. Верувам дека може да успееме, пак ќе кажам, барем од овие неколку месеци колку што сум министер за финансии, мајки предвид дека речиси целата држава ја гледам, можеме да го постигнеме тоа, детектирани се сите проблеми. Многу е важно волјата на секој еден од нас, пред се на функционерите, во желбата да успееме да ги решиме проблемите. Не можеме да ги решиме сите, секогаш ќе има предизвици, но најголемиот дел од работите, верувајте дека некогаш не чинат пари, само сака малку поголем ангажман и потрошена енергија од страна на функционерите. А можеме. Многу убаво го кажавте ова, навистина искрено ви верувам дека можете да го постигнете се тоа. За крај морам и едно политичко прашање да поставам. Зборувавме за уништен буџет, уништени финансии, за неисплатени плати во неколку институции во државата. Како дојде до сето ова, бидејќи слушавме ви во расправата со Браниска за буџетот за 2025 година, како тие што до вчера беа на вашето место, сега демек глумат загрижени, даваат некои предлози за дополнување во буџетот и слично, а имале можност да го направат тоа што посакувале да го направат? Како на што води ова во нашата држава? Дали има некое поделување во ставовите? Како го оценувате нивниот однос кон ова? Да, видете, тоа е една од работите која што нели кажав, неправдите и лицемерието и можам слободно да кажам, лажното изнесување на работите е нешто што најмногу
ме нервира и можеби кога беше ребалансот на буџетот, ете да кажеме, одредени мои реакции беа поврзани со тоа. Сега го гледате застанат на говорница пред вас и ви зборува работи за кои што до вчера можел да ги направи, затоа што не поминал ни еден месец од како се променила власта, оние смениле лентата. Јас не можам да го прифатам тоа и сите што ме познаваат знаат дека сум човек кој што кога ќе каже нешто стои на зборот. И сметам дека тоа треба да биде така. Разбирам дека политиката подразбира и одредени други работи, но не можам да се согласам дека кога станува збор за областа финанси, ние треба да имаме две лица. Не, ние имаме едно лице, тоа е, се бориме, ги кажуваме нашите работи за кои што се бориме. И лицемерно е. Сега, например, се бара одредени зголемување на плати во одредени области. Па зашто не ги зголемија? Еве, кога потпишуваа колективен договор за одбрана, што не ги потпишаа тогаш и за другите? Зошто правеа раздор помеѓу вработените? Зошто не завршија ниту еден проект? Зошто ништо не направија? Сега одеднаш ајде да направиме тоа, да направиме ништо, буквално како ги оставивме работите на времето, така ги дочекав. Сега кога зборуваме како ги оставивме, јас се сеќавам да кажеме 2017 година, кога заминувавме од АДЛМ во тоа време, зборувавме за топлификација Битола и за ветерен парк Богданци, втора фаза, оставени договори на маса со КФ банка кои што требаше да ги потпишат, верувале или не, на последната владина седница носевме одлука за ветерен парк Богданци, втора фаза, мислам. Тоа значи дека апсолутно никаков ангажман немало ниту работа од страна на претходната влада. Сега, ние во месец октомври, односно два пати во 2 месеци имавме суфицит во буџетот. Едниот месец беше месец јули, едниот е месец октомври. Јули месец не го споменуваме затоа што нели сме честни, не лажеме, не може да зборуваме и за месец јули, меѓутоа месец јули не го зборуваме затоа што тоа беше периодот во кој што правевме, ги повлековме повратот на ДДВ, управата за јавни приходи ги повлече, проверува, иако имавме исплати. Значи не е дека немаше исплати, околу 2 милиарди имаше исплати денари поврат на ДДВ во јули, но да кажем имавме застој и во тој период може да зборуваме дека можеби да сме имале подобри резултати. Меѓутоа месец октомври е да кажеме репрезентативен месец за тоа дали се може некогаш да се оствари суфицит во буџетот или пак да не се прават огромни дефицити. Да, може. Јас во месец октомври се јавував по институциите и само зборував плаќајте, не чувајте фактури во фиока. И покрај сето тоа што го зборував, завршивме со суфицит. Значи дека може ако домакински се работи. Сега, да, тоа е данокот кој што јас како министер заедно со целиот тим во Министерството за финансии го плаќаме тоа до 11:30 навечер на работа, да, дополнителни проверки на одредени исплати, при разговори со ресорни министри, нели, навлегување во одредена проблематика. Јас не велам дека сега за ова нема да разговараме, бидејќи тоа е проблем на министерот за, не знам, земјоделие или на локал или било кој. Не, заеднички седнуваме, разговараме, јас ги прашувам. Ако не ги прашуваш, немаше да ги знам работите, немаше да знам дека ние социјална помош, покрај тоа што имаме луѓе кои што не ја примаат, а треба да ја примаат, системот не е, претходно не им ја давал зошто и како, тоа они ќе треба да образложат, зашто нели има и одредени да кажеме испитувања во рамки на Министерството за социјала, но имаме и такви кои што примале социјална помош по основ на 5 различни закони. И сега, тие истите кои што не внимавале и исплаќале по 5 различни закони, кои што не внимавале кога одлука завршува, продолжувале понатаму да ја спроведуваат, тие истите денес сега мене ми кажуваат што треба да правам. Не е спорно да станува збор за некој, јас сум отворена личност, секој пат сакам да слушнам мислење и од други луѓе, но кога станува збор за добробит на државата, не можам да прифатам да ми коментираат и да ми предлагаат луѓето кои пред 6 месеци седеа во владата и не знаеа што прават. Тоа е нешто што не можам да го прифатам, а верувајте, знаевме дека е лоша состојбата, но она што го затекнавме кога влеговме во институциите беше 100 пати пострашно и од тоа што мислевме дека сме го имале како состојба. Пак ќе кажам, со макотрпна работа може да се надминат сите проблеми, може би како министер за финансии навлегувам сега и во проблеми подлабоко
Претходните министри можеби не го гледале тоа, но сега сето тоа го правам во насока на заштеди во буџетот, односно барем да ги пренасочиме парите таму каде што нели ни се потребни. Јас, освен тоа што го имаат правилник, како што кажавте вие, што највеќе ги нервира и граѓаните, тоа лицемерно однесување нивно, јас искрено се надевам дека ќе дојдат подобри денови за Македонија и не само што се надевам, сигурен сум дека ќе дојдат со чесен, со искрен пристап и со план и со визија Македонија да ја видиме како економски независна, со многу инвестиции, со многу подобрувања во многу сектори и области во државата. Јас многу ви благодарам за вашето одвоено време да вечерва бидете, иако е ден недела, знам со обврски ден за одмор, меѓутоа ви благодарам што најдовте можност да бидете со нас вечерва тука. Се надевам и дека бевме интересни за граѓаните. Јас би оставил 30 секунди еден поздрав кон гледачите и јас после ќе си ја одјавам емисијата. Да заблагодарам, значи да се заблагодарам што не следат, да веруваат во нас и можам да ветам дека со посветена работа ќе ги оствариме сите оние ветувања кои што ги дадовме и секако да не забораваме една од желбите нели за 10 години од денес е да немаме невработени лица, односно секој еден кој што сака и бара работа да си има пристојна работа. Министер, ќе ви благодарам. Благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, ви благодарам и вам на вашето внимание. Се надевам дека бевме интересни и начнавме доста теми кои што и вам, а и нас не интересираат. Ви благодарам уште еднаш за вниманието. Се гледаме ние повторно во среда на Facebook, YouTube и Instagram каналите на ВМРО ДПМН. До тогаш поздрав и секое добро.